Стручното жири за избор на ван на годината, која обележува 3 децении од своето делување, јубилејната награда му ја додели на дуото Рено Кангу и Мерцедес Цитан. Развиени можеби како последен партнерски проект на двете компании, тие најмногу ги импресионираа водечките новинари што ги следат комерцијалните возила во конкуренција на 14 модели представени во текот на изминатите 12 месеци. Иако имаа многу заеднички нешта, Кангу и Цитан сепак секој за себе зрачат со персоналност која им ја обезбедија развојните тимови на матичните компании. Ги обединуваат високата функционалност, безбедноста и широкиот диапазон изведби и можности на примена, што и беше најсилниот адут кој го убеди жирито да им ја врачи наградата. Организацијски поврзано со него, но сепак независно делувајќи, жирито за избор на пикап на годината своето признание го додели на новата генерација на Toyota Hilux. Инаку, образложение за оваа одлука не е потребно. Сепак се нагласува дека овој модел освоил најмногу гласови со новиот погонски склоп, добрите возни својства и легендарниот квалитет со кој Hilux повеќе од 5 децении ги издржува и најтешките предизвици. Доколку што жирито му додели 2 титули за пикап на 2022 и 2023 година, но само затоа што ова признание е биенално. Со награда се закити и DAF, кој за својата нова XF, XG и XG Plus генерација доби титулата камион на годината. Донесена врз основа на сеопфатни критериуми, таа е резултат на технолошките иновации кои холанѓаните ги наменија за своите тешки камиони, први во Европа развиени според новите прописи за тежините и димензиите на товарните возила.